Па, видите, ние имаме добра соработка со сите невладини организации кои што се во Делчево. Исто така имаме добра соработка и со Црвениот крст на Република Северна Македонија и благодарејќи на сите на невладините организации и на Црвениот крст не имаме повеќе пати делено, не можам да речем социјална помош, туку пакети кои што се прехранбени и хигиенски пакети со цела за да ја намалиме и така големиот притисок заради ниските пензии на поедини семејства. Инаку, благодарение на оваа организација, на КАМ, што имавме доста голема донација од нив, ние успеавме да го направиме приодот кон пензионерскиот клуб, со кој што при правењето на пензионерскиот клуб, не сакајќи или немајќи средства, е превидено и сега успеавме со донации, ви велам една од тие донации е од КАМ, успеавме да го направиме тој приод така да и пензионерите кои што се со колички или со други помагала, со телесни мани, можат да го посетуваат нашиот клуб, заради тоа што е познато дека во нашиот клуб сите производи, например пијачки, се поевтини, можат и пензионерите да си го дозволат тоа. Инаку имаме и други активности, имаме добра соработка со сите, мислам, невладени организации, се надам дека и понатаму. За другата година исто така би имаме планирано полно активности, имаме планирано некоја активност со една друга невладена организација во смисла на воведување на една игра бочија, која што ја играат децата со посебни потреби. Сега ќе го воведеме и во пензионерското удружение, така да може пензионерите да се дружат со пензионери од цела Европа. Според вас, како претседател на Сдруженијето околу невладниот сектор, колку тие невладени организации ги има повеќе во Делчево, имаат потреба од поддршка на национално, локално ниво, со цел баш да се реализираат такви активности како и ви? Јас мислам дека тоа е многу јасно и дека сите треба да сме за тоа, дека треба да имаат доста добра, да имаат поддршка како од локалната самоуправа и начело се разбира со актуелниот градоначелник, заради тоа што сите тие невладени организации со правењето на своите проекти тамо, не знам и што друго, допринесуваат за подобро живење во Делчево. Не можам сите проекти да ги набројам кои што овие невладени организации ги и мисла добија сега. Еве, например, последниот проект што беше за посета на лица кои што имаат потреба од нега од друго лице. Тоа е еден многу убав проект кој што оди преко, не знам преко која невладена организација, ама тоа за нас таа возрастните лица кои бидејќи немаме старачки дом е многу голема помош. Значи, мислам дека треба сите и ние, населението и локалната самоуправа да им даде голема поддршка на овие невладени организации. И на крај, дали ви имате доволна соработка со општината, рековте веќе имате поддршка? Јас имам многу добра соработка со локалната самоуправа, со градоначалникот и исто така и со Црвениот крст на Република Северна Македонија.